И по 3 дена се уште без одговор од Министерството за животна средина на нашето прашање дали е извршен инспекциски надзор во селото Средно Коњари по низата протести на жителите кои се жалат дека немаат вода за пиење. Проблемот овде останува да тлее и се проширува и неколку километри понатаму, поточно во соседното село Горно Коњари. Морална поддршка од градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски за населението таму, на коим се заканува истата судбина. Со граѓаните од тој регион веќе имам разговарано, апсолутно ги поддржувам во нивните барања. Иако сметам дека во делот на надлежностите општина Куманово има надлежност само во регулација на тековите на речните корита кои што се опфатени во градежниот опфат на градот, додека сите останати согласности вон градскиот опфат одат преку ресорното министерство и конкретно АД водостопанство. Така да во овој момент можам само да дадам морална подкрепа на граѓаните, инаку општината ниту потпишува, нити пак дава било каква согласност за изведување на овие активности. Проблемот настанува пред 10 години, откако приватна фирма добива концесија да врши експлоатација на минерални суровини, песок и чакал, по течението на реката Пчиња. При тоа ископините си го направиле своето. Уништен е значаен процент од природното богатство. Поместен е текот на Пчиња, а згора на се намештаните им е ускратено правото за чиста вода од нивните бунари. Тие за Алфа телевизија објаснија дека со копањето е навлезено повеќе од дозволеното, со што се загадуваат подземните води. Сметам дека треба час поскоро да се спречи уништувањето на речните сливови и речните коришта и злоупотреба на одредени поедини субјекти кои што се врши континуирано под наводно уредување на речни корита, а всушност истите тие активности се користат за вадење на песок и чакал и други материјали од речните корита кои што потоа дополнително се продава на пазарот од страна на поедини субјекти. И во одредени моменти општината предземаше активности да ги контролира ваквите појави со контрола на самите транспортни возила во вршење на прометот на такви стоки и барање на посебни дозволи за вршење на таков превоз, но за жал нашите надлежности се до тука и треба да се вклучат државните надлежни органи за да се спречи оваа појава, а реакциите на граѓаните за мене се разбирливи и ја имаат целосно мојата поддршка. Надлежните институции тврдат дека нема нерегуларности. Од друга страна, мештаните молат за право за основен живот. Кој е во право?